Почитувани гледачи, јас сум Бован Илиевски, а вие гледате Работник подкаст. Денеска разговараме на тема угостителски работници. И за таа цел, наш денешен гостин е председателот на Синдикатот за угостителство и туризам, господинот Роберт Митровски. Роберт, ти благодарам што ја прифати да поканата да бидеш дел од Работник подкаст. Благодарим и тебе, затоа што си еден од ретките што го интересира, што уствари те интересира оваа наша проблематика. Изгледа другиве сите се глуви, некако така се инертни. Не ги интересира што уствари се случува во нашава професија. Повели го. Така. Значи, ќе започнеме од нешто што е, да речеме на еден начин, очигледно. Читам дека да вреди, нели, да се започне од таму, од причина што се зборуваме конкретно за недостигот на кадар во угостителскиот сектор, бидејќи тој не е од сега, тој е одамна, но мислам дека и тоа го заклучивме сите кои што ја следиме оваа проблематика, дека тој проблем се влоши во 2020 кога нели настана пандемијата. Е сега вака. Од таму, значи ми се на ум ми доаѓаат две прашања. Првото е: зошто според тебе, еве ова е можеби очигледно прашање, но мислам дека треба да се одговори. Зошто има недостиг на работници во овој сектор? Сега ти убаво ја спомна пандемијата како фактор број 1. Зошто угостителите не се вратија на старите работни места? Затоа што со самото напуштање на старите работни места, зборам за оние угостители што работеа како готвачи, како келнери, шанкери и кои што останаа без работа, наредната професија што ја најдоа им овозможни посигурна работа. Значи, едноставно да кажеме дека само угостителството и туризмот беше гранка што беше погодена со пандемијата. Сите други работеа. Тоа е еден фактор. Другиот фактор е работното време. Значи, во другите професии они си најдоа работодавачи кои стриктно се врзани за работно време и го исполнуваат тоа. Во угостителството и туризмот сите знаеме дека не е така. Доаѓаш на работа, не знаеш кога ќе се вратиш дома. Третата работа се условите за работа. Чи се работи до, сега ќе речеме до 9, до 10, зависи кој каде работи. Јас сега говорам за угостителите што најдоа работа во ланци маркети, во не знам, во дисконти, во складишта, зависи каде. И тие веќе празници не идеа на работа, не работеа, саботи и недели не работеа. И имаше одредена група на луѓе кои ја сменија професијата со обезбедување. Тие се многу честа е таа појава од угостител да заминал да работи обезбедување. И мислам дека тука се пронајдоа, ама баш буквално во секоја смисла на зборот, полесна е работата, заработувачката е отприлика иста, така да се најдува во позиција да во цел месец работат само 15 дена. Другите 15 се слободни. Кај нас тоа и не се случуваше. Роберт, јас нели ќе се согласам тука со тебе, убаво ти велиш, но да бидеме реални. Кадар во угостителскиот сектор снемуваше далеку пред пандемијата. Пандемијата мислам дека го забрза тој
процес на еден начин. Инаку и претходно снемуваше. Ти самиот, нели, знаеш, имаме во многу наврати, јас и ти зборувано за тоа дека многу мине порано се жалене, нели, на ниски плати, на лоши работни услови, мобинг, пред се како една од најчестите појави. Сметаш ли дека поради овие нели, поради овие појави нели, и пред пандемијата снемуваше работници? Константно снемува работници. Не е ова од сега или од пандемијата, ќе речеме, убаво што ме поправи, туку тоа се случува уште многу порано. Да не кажеме од пред 10 години. Зошто го велам? Затоа што се отворија многу угостителски објекти. Ние порано Бобан знаеме дека во пример сега ќе кажеме во Скопјето се знаеше колку хотели има во Скопје. Тоа беа 4, 5, 6 преку сила. Сега не знаеме, на секој чекор отвараат нови хотели, се отвараат нови ресторани, се отвараат барови. Значи тоа е се потреба од работна сила во угостителскиот сектор. Значи ние не само да кажеме дека луѓето си заминале, точно заминуваат, но со самото отварање на нови работни места се повеќе има потреба од угостителски работници. Тоа е добро за нас, но од друга страна после пандемијата се појави вистинскиот проблем. Вистинскиот проблем, и ти го спомнуваш точно, мобингот, тежината на работата. Ако ја ставиме тежината на работата на еден, ќе речеме, алакарт конобар или готвач алакарт, со тежината на работата на не знам како се да на security, значи тоа е многу голема разлика. И луѓето се најдува тука и неќе да се вратат во старата професија. Затоа сакам да кажам, тоа сакам да го наметнам. Инаку дека уназад 10 години се случува да фали работници во угостителско-туристичкиот сектор, тоа е вистина. И уште повеќе ќе фали. Зошто? Затоа што додека газдите не се свестат дека треба да поработат на едукација, треба да поработат на искоренување на мобингот од нивните фирми, дека треба да работат на подобрување на платата, тоест големување на платите на угостителските работници, тоа и понатаму ќе се случува и се плашам дека за многу брзо време ќе останеме и без добар кадар во нашиот сектор. Така, сега оттаму исто имам уште едно прашање поврзано со ова, а тоа е како да се направи поатрактивен овој сектор според тебе за да се привлечат работници. Бидејќи гледаме дека се прават некакви обиди, некаде еве велат дека се зголемуваат и плати, некаде дневници им зголемуваат. Што мислиш ти? Платите се број еден услов за поголемо интересирање и задржување на угостителските работници на своите работни места. До сега, ако не беше покачувањето на минималната плата, знаеме дека сите ќе си останеа и да ја даваат истата плата. Мада со самото покачување на минималната плата, ние сите знаеме, јас сум директен учесник и едноставно работам 23-4 години во оваа индустрија, знаеме дека работодавците ја исплаќаат минималната плата, а рестото се дава на рака, во кеш. Тоа сите знаат, но никој до сега не преземал ништо околу тоа. Сега ќе речеме дека е платата најголем проблем. Има и други проблеми. Имам колеги што работеле со мене, значи има 20-30 години стаж. Вкупниот стаж за пензиско инвалидско осигурување им изнесува од 3 до 5 години. Они сега мака мачат
како ќе направат тие, како да ги направат тие 15 години што се потребни за пензионирање. Значи, и тоа е еден од важните проблеми што се случува. Тука сега за кривец јас ја зимам институцијата Трудова инспекција, која после изгледа дека е само декор во општеството, во држава, и дека не се ја врши работата како што треба. Они успешно манипулираат со нас веќе 30 на години, дозволувајќи на работодавачите, ама баш буквално да прават што сака. Нивното неработење, значи јас разговарајќи со колеги мои, и кога ќе спомнам нешто, и се им спомнав и дека ќе имаме интервју, и неколкумина од нив ми рекоа, ако се отвори темата за трудов инспекторат, да јавно да кажам, и мислам дека е време и крајно време да почне да се збори за тоа, да ги поздравам и оние што не размислуваат со главата, зборам за оние инспектори што се на тоа работно место веќе подолги години и што не размислуваат со главата, туку со стомакот, да ги поздравам и да им кажам дека имаат поздрав од угостителските работници, ги поздравуваат со слоганот да им преседне ручекот. Тоа за жал сите знаеме дека е така. Дали сега разговарајќи со некои од нив, имаме приметби на тоа дека се малку инспектори, дека не може да постигнат, дека не знам, наоѓаат некои изговори. Еве ниме, како синдикат за угостителство и туризам, да им помогнеме на секој може начин. Само не на начин да седнеме и да се најадеме и да се заминеме од ресторанот. Зошто? Затоа што во истиот ресторан таму, позади тие врати се крие некој готвач, што утре мака ќе мачи како да направи стаж за минимумом стварување пензија. Значи, треба да се запрашаат и па веќе како да кажам, еве сега ја спомнам јас серијава што идеше на македонска телевизија, каде што инспектор Томе беше представен како инспектор и баш она апла беше прикажано, зборам за серијата Преспав, апла беше прикажано како инспекторите манипулираат, еве, и директно беше посочен, тоа беше хотел, мотел, нели, на Струшкото крајбрежје, мислам дека беше. Добро, тоа е некоја си, како да кажам, тоа е лик базиран на, нели, на вистинските настани, тие се луѓе таму што ги интересира само рушвет, не ги интересира ништо. Јас сум баш најодговорен и можам со сигурност да тврдам, затоа што јас сум имал и представки поднесувано до Трудовиот инспекторат, каде што можам да кажам дека тие работат и тие се од страна на работодавачот. Можам и да ги советувам од сега па натаму сите други кои што ќе сакаат да поднесуваат нешто такво, дека им е залудно тоа. И еве јас ќе го кажам мојот пример, јас пред 10 години, зашто јас не сум синдикалец од сега, туку од малку подамно, со колега бев само да му правам друштво. Он отиде директно кај државниот, нели, кај директорот на Трудовиот инспекторат. Сега ајде да не го спомнуваме по име, ќе кажеме дека се викал, пример, Димче. Отиде кај него, јас само му бев декор, придружба јас му бев него. Се пожали на работите што му се случуваат во компанијата, ние уште не бевме вратени на работното место, сите знаеа кој бил таму, што бил, како бил, значи, ама баш буквално се. Уште еден пример можем да го кажам, се работеше за прослава, каде што од прилика од 100 до 120 трудови инспектори беа нели на прославата пред новогодишна, која се работи за отприлика од 10 години така
период, значи пред 10 години, може и повеќе, не сум сигурен, каде што истите инспектори ги служиат тројца непријавени конобари. Тоа исто, Бобане, јас тоа го кажувам како зоолошка градина зимам, лавовите не се ранети месец дена, и јас и ти ќе отидеме во зоолошка и ќе почнеме да ги галиме лавовите, ќе си играме со нив. Баш буквално иста ситуација. И ми беше воопшто и срам што, и тоа пази, тие истите инспектори каде што ние се обративме за помош. Така да сега за сега залудно е, мораме сите, не само ние како синдикат, мораме сите гласно да размислуваме и да кажеме кој е вистинскиот кривец за екзодусот на работниците, за белата чума, за иселување уствари на младите. Ако некој гледа виновника во работниците, нека каже, слободно нека каже. А истите работодавачи, ако оваа институција работи, верувајте ми дека ќе им биде страф да го направат тоа. Како што се случува во Република Хрватска. Бевме таму, значи они се баш буквално исплашени. Така ќе разговараме за тоа подоцна. Следно прашање ми е вака. Нормално и логично е нели на сите работници да им се најважни платите. Но дали се тие единствената како да кажам, дали се тие единствената алатка, еве вака да кажам, со која што може да се прилечат, или треба и на други работни услови? Еве и ти самиот спомна, нели, дека не се осигурани проблемот со трудовата инспекција. Што еве ти би им порачал, нели, на институциите и на работодавачите дека треба да стредат за да имаме ние повеќе работници во овој сектор? На институциите би им порачал што побрзо да седнат со нас, зашто ние, мислам, имаме решение за многу работи. И имаме начин како да ги задржиме работниците да останат на своите работни места. А на работодавачите, мислам дека, Бобан, ако добро те пратам, ти имаш една сторија објавено, уствари некое твое размислување за токсични шефови. Така нешто беше, поправиме ако... Да, така. Така беше, да. Никој не ќе да каже дека е тоа, мислам дека е еден од факторите зашто многу луѓе си заминуваат од своите работни места. Јас ќе ми извинат сега и колегите, јас нема да говорам за онаа генерација што го фати социјализмот, нели? Каде што јас сум работел со нив, тоа се луѓе, не знам, научени на тој систем на самоуправување, каде што шефот и управникот е буквално другар со тебе, тука е спремен и решен да ти помогне во секој поглед. Туку сега се појавува некоја друга група на луѓе, јаничари, кои со своето однесување, со својот карактер, со своето, не знам како да уште да го наречам, може ќе погрешам, ќе кажам некој збор што е што не треба да го потребам, со нивното незнаење во работата, а едноставно со нивното додворување се ставени на позиции на кои што не треба да биде ставени. И еве еден предлог давам. Еве не знам, до Министерство за здравство би го упатил овој предлог, до Министерство за труд и социјала, да секој работодавач, ако одлучи да стави раководно лице на позиција, ги замолуваме да отиде на уште еден психолошки преглед. Вистински ова го кажувам, од душа го кажувам. На тие луѓе што они ги ставаат на тие работни места, треба вистински да им се помогне. Значи, тоа се луѓе со... Прво, искача егото од нив, значи, уште не се влезени во просторијата, влегува егото нивно, па после они влегуваат. Значи, прво е тоа што треба да го направат. Зошто? Затоа што
дали е машко, дали е жена на тоа работно место. Значи, они не знаат како да се понашаат. Нивните проблеми се пресликуваат на работното место. И затоа ние имаме проблем и тоа е, мислам дека еден од поголемите зашто работниците од оваа индустрија ги напуштаат своите работни места. А инаку имаме, да не забораваме, имаме план како платите да постигнат сума над 50.000 денари. Ова сме го говореле и со тебе на уште едно интервју. Никој ништо не ќе да чуе. И тоа... Ајде, во оваа прилика, кажи ни, мислам, кажи за гледачите уште наш, кој е вашиот план за да се зголемат платите? Над 50.000? Па, ако сега го отвориме ова прашање, како и многу работи до сега што се случија, значи ние го потегнуваме прашањето или даваме некоја врста на одговор, после тоа истрчува некој петко и истата наша идеја ја пресликува во негова и ништо не се случува. Затоа можам да ти се извинам и да ти кажам дека ти ќе видиш првиот што ќе му биде на писмено дадено, нашиот предлог, но кога ќе дојде време за тоа и кога ќе седнеме со вистински луѓе да разговараме. Сега за сега немаме, примерот комората немаме никаков пабер, пробано е да разговараме со двете комори, бегаат као ѓавол од темјан, значи, ја мислам дури дека е крајно време и трета комора да се направи, нешто друго нека направат, затоа што овие се глуви, и изгледа размислуваат само за своји интереси, и кога ќе дојде времето, ќе го кажеме и овој план. Многу е лесен, остварлив и мислам дека ќе ги задржи 90% од вработените да не заминат од државата. Што сакна да заминат, секолку ќе заминат. Да. Следно би сакал да се осврнеме на вашето искуство. Еве, ја споменавте Хрватска. Вие таму работевте неколку месеци, па еве, кажете ни ги вашите впечатоци од работата таму. Прво, работевме кај газда, приватник, првото наше искуство, прошлата година, каде што се соочивме со вистински проблеми. Проблеми околу тоа да се што беше договорено по мејл или на хартија, кога стигнавме на истото место не беше ништо испочитувано. Говорам за прекувремени часови, говорам за слободен ден, значи 3 месеци немавме слободен ден, говорам за далечината од работното место до дома, немаше превоз, немаше како да идеме. Тука говорам за она баш нечовечки однос кон нас, да не говорам за тоа дека не беше исплатено тоа што беше договорено и многу други работи. Поучени од тоа, се договоривме со Хрватскиот синдикат, КСС како акцент подпиша Хрватскиот синдикат за угостителство туризам меморандум за соработка и од запознаe си од оваа година почнавме да праќаме луѓе, членови на нашиот синдикат на суд на работа во Хрватска. И јас бев еден од нив. Оваа година наместо Шибеник ќе одбравме Пула за работа, работевме во компанија која е добро позната таму и добро котира, се работи за Арена Хоспиталити, која има повеќе хотели, кои низ Пула, Загреб, мислам Маđарска имаат, Австрија имаат, значи стабилна компанија, каде што македонските работници, мислам дека прва сезона почнаа да идат во оваа компанија да работат. До сега иделе повеќето од Србија, од Босна, покрај македонските работници и хрватите со недостиг на работници, увезува работници имигранти од Филипини, од Индонезија и така натаму и така натаму. Во глобала, они беа задоволни од македонските работници,
и тоа можем да напоменам дека од работниците што беа пратени на работа во Хрватска преку нашиот синдикат, сите 100% си ја исполнија својата работа. И истите се замолени и наредната година, ако можат, да ја настават работа во истите компании. Така да разликата беше многу голема, се осети таа сигурност некоја. Бевме поканети дури на 2-3 координации кои ги имаше нивниот синдикат. За секој проблем што настануваше ни беа од помош и им благодариме. Сега, што друго да кажам тука, дека беше платен превозот, а ние од нашето работно место до апартманот, каде што престојувавме, имаше само 5 до 10 минути пешки. Ни беше платена недела, празник, прековремена работа и така натаму, се што беше договорено по колективниот договор. Значи можеме да заклучиме дека вашето работно искуство било таму, би рекол, нели, солидно, во немала рака. Може да се каже да, повеќе од солидно. Так. Дури јас бев изненаден. Значи одлично, ајде да кажеме, да не видиме, нели, како премногу скромни. Да. Во ред, тоа е навистина одлично, мило ми е што сте имале добар работодавач и што многумина кои што ја искористиле таа прилика и кои што заминале преку синдикатот и искусиле добро работно искуство. Роберт, околу инспекториве што спомна и ти самиот. Еве, според тебе, зошто тие не велиш дека се на страната на работодавачите? Зошто е тоа така? Според тебе? Според мене едно од причините, па не знам како да кажам, мај сега ќе мора да замешам и малце политика. Ако прво, не, уствари ова може да биде втора. Првата е платата колкава ја зимат. Ние не сме сигурни, не знаеме за која плата работат луѓето. Сепак работат таму, не знаеме колку се и они истите платени. Зошто се приморани да ги прават тие чекори што ги прават? Зошто ако еден инспектор по мене треба да зимам минимум од 1500 до 2000 евра плата? Значи 120.000 денари слободно да му се даде на тој инспектор. Но слушаат сега, извините, слушаат сега и инспекторите и викаат Роберт да дојде да не биде директор. Не знам, навистина не знам која е нивната плата, ама ако некој доктор зима толку што и треба да зима, нели, не се лутиме тука, исто треба да зима и еден инспектор, и еден цариник. Нели, тоа се нормално, тоа се клучните работи. Сега еве земи на секој втор ден, еве ги гледаме, ги пратиме вестиве, дебатни емисии, сите зборат како си селуваат луѓето, сите зборат, сите се многу грижливи, а уствари никој не презема чекори конкретни како тоа да се спречи. Еве јас имам, нели, можност пред да правам некој интервју, гледам дали имам некој влакна на јазикот, ако имам да ги избричам, и го говориме она што е вистински. Значи, јас пак ќе кажам, не знам колкава е нивната плата. Нивната плата во моментов треба да изнесува толку колку што кажа. Дури и тоа е малку, но сето тоа ќе има многу подобар ефект. Еве, не знам како да кажам, ако можеме ние како работници да ги платиме. Ја би предложил и од нашата плата да се одбива, само да таа институција да почне да работи и да се знае зошто они се на страната на работодавачот. Затоа што, нели,
Само имаат корист. Која корист имаат они од нас? Никаква. Никаква, нула. Така да, ако што поскоро почнеме да ги решаваме овие работи, ние говориме се за трудовата инспекција, говориме за подобрување услови за работа, зголемување на платата, токсични шефови, не знам што уште можам да наредам, да не кажам и некој полош збор. Значи, ако тоа се среди, јас верувам дека ќе престане ова масовно иселување на работниците во другите земји. Така. Роберт, мислам дека тука завршуваме веќе 32 минути, толку се изминати од започнувањето на овој подкаст. Тука да завршиме, ќе имаме сигурно и следна прилика да разговараме за вакви прашања слични и можеби во следното интервју ќе имаме прилика да зборуваме и за вашите предлози за платите, како да се зголемат над 50.000 денари. Ти благодариме и тебе и се надевам дека набрзо ќе се видиме, затоа што покрај идејата како да ја стигнеме платата до 50.000 денари и над тоа, имаме уште многу идеи и уште многу планови за кои што треба да разговараме и за кои што треба да биде информирана нашата јавност.